По десетина дена одржување на хигиена со греана вода од цистерни околните села, гостиварци полека се враќаат во 21 век. Од чешмите во домовите веќе не им течат фекалии. Последните анализи утврдиле дека водата е употреблива, но не и за пиење и готвење, туку само за техничка употреба, односно ќе можат да се капат, да мијат садови и се она што не вклучува нејзина консумација. Првиот човек на главниот штаб за управување со кризи, министерот Панче Тошковски, посочи и се надева дека оние кои ги управуваат водоснабдувачките системи ширум земјава, сватиле колку е сериозна нивната работа по ситуацијата во Гостивар. По повеќекратни испитувања на квалитетот на водата во последниве неколку дена, анализите покажуваат дека водата во општина Гостивар конечно може да се користи како техничка вода. Се надевам, дупатаме на порака во иднина, до сите одговорни во рамки на општините на територија на Македонија, се надевам дека ова ќе биде за памет и еднаш за секогаш понатаму ќе постапуваат максимално професионално и во рамки на нивните законски утврдени надлежности во делот на контрола на квалитетот на водата, заради тоа што со здравјето на граѓаните и со безбедноста на граѓаните играње нема и треба максимално професионално и сериозно да се свати секоја една одговорност, особено одговорноста поврзана со водата. 3 дена последователно забележано е отсуство на колинформни бактерии, но водата во моментов не е за пиење, оти во процесот на прочистување користена е поголема концентрација на хлор, а воедно треба да помине и процесот на дезинфекција. Временска рамка не е одредена кога состојбата целосно ќе се нормализира, но очекувањата се во наредните неколку дена. Секојдневните анализи продолжуваат, а експертите од Скопски водовод кои ја санираат состојбата најавија дека примероци за проверки сега ќе се земаат од повеќе места. Јавното предпријатие во Гостивар генерално се соочува со проблем во процесот на вршење на дезинфекција, со што со консултација со колегите од секторот за експлоатација и одржување ќе се обидеме во следните неколку денови да се реши и тој дополнителен проблем, кога процесот на вршење на дезинфекција ќе биде континуиран и нема да има отстапување од оние нормални вредности кои што треба да се очекувани за да се добие санитарно исправна и безбедна вода. Прво ќе го известиме кризниот штаб, а потоа кризниот штаб ќе испрати известување и до вас граѓаните. Што се однесува пак до водата во Крушево, директорот на дирекцијата за заштита и спасување Ангелов посочи дека причината за загаденоста бил едночасовен дефект на системот кој вбризгува хлор во водата и ја прочистува.